СОНК и КСС и понатаму остануваат на своите ставови. Договорот помеѓу синдикатите и владата за нив е неприфатлив. Очекуваме овие денови да имаме сериозни преговори, доколку најдеме заедничко решение, односно доколку платите ни се усогласат, тогаш ќе договараме за општиот колективен договор. Меѓутоа, ако не се усогласат, органите на СОНК ќе продолжат да работат, иако е летен период и одмори, ние работиме, ќе донесеме соодветни одлуки кои што членството ќе бара од нас. Идентичен став имаат и од КСС, од каде велат дека во договорот има нешто кое за нив е неприфатливо и кое што досега во преговорите смислено се избегнувало. Зашто станува збор? Од КСС засега не откриваат, а председателот Ралповски тоа го најави за утре. На изглед се е добро и навистина добар дел од договорот е добар, но има едно клучно прашање кое за работниците е многу важно, а од нив и од јавноста се крие. На него ние ќе укажеме во вторник, но уште од сега најавуваме дека договор нема да подпишеме. Виновна за се е министерката за труд и социјална политика Јованка Тренческа. Изјави за ТВ Стар Ралповски. Од ССМ во врска со ставот на гранковите синдикати велат. Мислам дека и сите оние несогласувања кои што произлегува после оние договори кои што се направија како финиш верзија на Економско-социјален совет, јас мислам дека утре имаат уште една средба на Економско-социјален совет и одредени незадоволства или дополнувања, додека не е потпишан колективниот договор, ќе има простор за некои си дополнувања или измени онака како што би се сложиле мнозинството во овие преговори. Минатата недела председателот на ССМ Слободан Трендафилов заедно со министрите Јованка Тренческа и Фатмир Бесими соопштија дека постигнале договор, а кој предвидува 10% зголемена плата на администрацијата од септември, 10.000 денари К15 и најмалку 30% од просечната плата во државата К15 од идната година.